Иако брифинзите се најнормална работа во демократските општества, тоа не е случај и со нашиот градоначалник. Имено, кога се работи за информации кои ги засегаат граѓаните, а се расправаат на седниците на Совет на град Кочани, тогаш настанува медиумски мрак. Но, кога се работи за себе промоција и на скриен начин се најавува кандидатура, тогаш, за жал, медиумите се најпочитуваните од нашиот градоначалник. Имено, имаше повеќе конструктивни прашања од страна на новинарите. Одговорите го потврдија фактот дека најголем дел од проектите се изградени и наследени во времето кога ВМРО ДПМНЕ ја водеше општината. Дали ова е неговиот начин за најава на уште една кандидатура или само обичен дефокус од секојдневните гафови? Како што и самиот вели во еден дел од брифингот, за жал, ние имаме и оделение за туризам. Што сакаше да каже? Никој не може да знае. Или едноставно е искрен. Нема стратегија за туризмот. Но неговите политички сопартици, предходно во опозиција, делеа флаери во кое го исмејуваат ноќното скијање, светлата и топовите од снег, како донација од МЕПСО и велеа дека се непродуктивни трошоци. Но побитно им е личното градско угостителство, отколку развојот на туризмот во општината. Лицемерни се политиките на СДС и нивните така наречени непартиски градоначалници. Ама времето доаѓа, казната ќе ги стигне на следните избори.